Добар ден, почитувани медиуми. Грешка и недостатоци во проектната документација, која што е изработена и прифатена од претходното раководство на град Скопје, е причина за намалениот интензитет на активностите на реконструкцијата на универзалната сала тука во Скопје. Сакам да напоменам пред се дека политички крајно неодговорно е пласирањето на информации дека град Скопје стопира проекти и затоа нема никакви други причини освен обезбедување на безбедноста и сигурноста на граѓаните кои што понатаму ќе треба да ја користат универзалната сала. Вистината е дека поради грешка во проектната документација, продолжувањето со истиот интензитет на било какви градежни активности предвидени со првичниот проект за реконструкција на универзалната сала значи опасност по безбедноста на граѓаните. Има грешки кои што се детектирани во проектот и поради овие грешки, наместо планираните столбови од постојното решение, детектирано е воедно дека истото ќе треба да се зајакне и со два дополнителни носечки столбови, меѓутоа овие не се единствените проблеми и единствените детектирани недоследности на проектот кој што е воедно дониран за изградба на универзалната сала. Подготовката на целата техничка документација е добиена како донација од проектантското студио Мегарон Инженеринг и проектот е очигледно со сериозни недостатоци и импликации по текот на активностите кои што се одвивале и се одвиваат. Според документацијата за реконструкција на универзалната сала, во моментов се одвива фаза во која што се прави реконструкција на фасадата и на кровниот покривач, додека за следната фаза, за внатрешно уредување на објектот, воопшто нити е изработена, нити има било каква проектна документација за конечно да добие универзалната сала нов лик, односно нема никаква документација за изведба на ентериерот. Овие информации се јасно наведени и во извештаите за текот на активностите во врска со реконструкцијата и адаптацијата на универзалната сала. По воведување во работа, изводувачот се соочува со низа проблеми кои што се навистина од обемен карактер, односно се појавуваат проблеми поради неусогласеност на проектот со постојната состојба на објектот, како и низа неочекувани состојби со градежно-конструктивните елементи на истиот, односно воопшто непостоење на арматури во темелните ѕидови, испукани армирано-бетонски плочи на сцената, неочекувани постојни темели на места каде што не биле предвидени претходно, а особено каде што се предвидени новите конструктивни елементи и слично. Да се направила соодветна анализа пред да се земе овој дониран проект и да се отпочне со изведување на градежните работи и на градежните активности, веројатно вакви проблеми кои што сериозно ја загрозуваат безбедноста на овој објект не би биле во ваков обем во кој што ги имаме сега во овој момент. На 6 јули 2021 година изготвен е записник во кој јасно се нагласува дека постојат проблеми со постојната состојба на проектот, односно неусогласеност на проектот со постојната состојба на универзалната сала, а дополнително ново проектираните конструктивни елементи е предвидено да се постават врз трафостаница во рамки на постојниот објект за која што постои проблем со нејзината дислокација. Претходното раководство, кое што било свесно за проблемите, си продолжило со градежните активности, иако знаеле и биле свесни за овие проекти со кои што се соочува изведувачот на универзалната сала. Понатаму, во текот на месец август се изготвени записници, и тоа со број 6, 7 и 8, и тоа од 10.8, 17.8 и 24.8, каде што се нотирани проблеми со постојните конструктивни елементи, со нивото на арматура во објектот, при што се очекува извештај од ЗИМ за начин на санација или рушење на тие армирано-бетонски елементи. Исто така, на 7 октомври 2021 година одржан е состанок во град Скопје, на кој покрај представници од фирмите проектант, изведувач и надзор на градежните активности, присуствувале и секретарот на градот Скопје тогашен и секторски представници, кои заклучиле дека постојат сериозни технички проблеми и недостатоци во процесот на реконструкција на универзалната сала. Зашто е потребно, детектирано е дека е потребно да се направат измени во самиот проект, односно во оној проект кој што бил дониран за изградба и за реконструкција на универзалната сала. Оваа одлука, која што била доставена до општина Центар, е одбиена и не е издадено решение за измени во тек,
при што е побарано да се аплицира со нов проект и ново одобрение за реконструкција на универзалната сала. И покрај ова, знаејќи ги сите овие недостатоци и проблеми, тогашното раководство си продолжува со активностите без проектни измени и без решавање на проблемите со кои што, како што можете да видите, сега во овој момент сме соочени во делот на реконструкција на универзалната сала. На 12.10.2021 година, со записник број 16, надзорниот инженер дал препорака да се срушат или демонтираат конструктивните елементи кои не ги задоволуваат карактеристиките согласно извештајот кој што е добиен од ЗИМ, а исто така и да се демонтираат челичните елементи кои што се кородирани на споевите и кои што се проценети како исклучително несигурни и опасни. Се поставува сега прашањето: зошто се продолжило со проект кој што има сериозни недостатоци? Зошто не била информирана јавноста и зошто сега во овој момент се злоупотребува оваа ситуација за политички поени, каде што не смее да се обидува некој да прави политички поени? И како може некој да си дозволи да манипулира и да се обиде да собира политички поени кои што произлегуваат од нивната лична грешка, односно од нивното раководство кое што е довело универзалната сала во оваа фаза и во овој момент да биде со такви проблеми во делот на изградбата. За разлика од несовесното, неодговорното работење, за носење на одлуки кои што се спротивни на прописите кои што се без елементарни услови за успешна реализација, град Скопје со новото раководство работи исклучиво во служба и во заштита на интересот на граѓаните. Работиме за доброто и за заштита и на безбедноста на граѓаните, а воопшто и за заштита на овој објект, кој што навистина доколку се реконструира треба истото да се направи да биде сигурно, да биде квалитетно изработено и без недостатоци кои што понатаму може да ја загрозат сигурноста на сите граѓани кои што ќе ја користат универзалната сала. Во таа насока, сите одлуки кои што ќе се носат во иднина ќе бидат со соодветна проценка и со анализи од страна на стручни лица и тоа за доброто на Скопје и на скопјани. Одлуката за намалување на градежните активности беше донесена по претходни препораки и одлуки на главниот надзорен одбор, што е овластено тело за сите активности на овој објект. Констатирано е дека ќе се добие нова техничка документација со измени и дополнување на постоечкиот објект, со тоа што проектот треба да се измени, а со цел да се обезбеди техничко решение кое што ќе понуди реконструкција на објектот според сите прописи и стандарди. Но пред се да се добие објект кој што во иднина ќе биде сигурен и безбеден за сите. Затоа што за разлика за некој предходно, за нас сега во овој момент, а и во сите понатамошни действија кои што ќе бидат превземани од страна на градот Скопје, безбедноста на граѓаните ќе биде пред се. За текнатата состојба на терен во однос на тоа како се трошела средствата кои што се донирани од владата за реализација на овој проект, со кој што таа обезбедила 120 милиони денари, укажува на непланско и несоодветно искористување на средствата без при тоа да се има целосна техничка документација и дополнително без да се осигураат дека овој објект ќе биде безбеден за да можеме да го користиме и дека еден ден нема да се сруши додека имаме полна сала на граѓани внатре. Изработката на ново техничко решение, кое што во овој момент се изготвува и се изработува, е неопходно за целосна реконструкција на универзалната сала, а ќе има и дополнителни импликации по буџетот кој што е предвиден за конечно да се финишира овој проект. Затоа би сакала сега да ја повикам Министерката за култура како представник на владата, меѓутоа исто така и гласноговорниците на владеачката партија кои што очигледно сакаат да соберат поени за проблеми кои што самите ги имаат креирано, а особено оние кои што биле представници претходно во Советот на градот Скопје, да престанат во изнесување на информации кои што единствено служат за манипулирање на јавноста, за извртување на фактичката состојба, затоа што и самите тие се верувам свесни за фактичката состојба која што предизвикале да биде во овој момент проблем со универзалната сала. Дали нивните напади за политички поени се поважни од безбедноста на граѓаните? Ете, тоа е прашањето кое што треба да им го адресирате следниот пат кога ќе се осмелат да проговорат за универзалната сала. Затоа што оваа состојба која што во овој момент ние имаме во универзалната сала е единствено нивен проблем, тие ја предизвикале, а ние ќе ја решаваме. Дали воопшто од почнување на активностите од првата фаза за реконструкција и покрај целосната
техничка проектна документација и сознанијата за сериозни проблеми во објектот, за претходното градско раководство со цел добивање, стекнување на политички поени во време на изборен циклус, беа поважни од интересот на граѓаните, беа поважни од детектираната опасност конструкцијата на универзалната сала и темелните ѕидови да се срушат врз лица кои што се ангажирани да работат на реконструкција на салата. Сите овие работи се работи од јавен интерес. И верувам дека пред некој да се осмели да напаѓа, а свесен дека самиот довел до оваа ситуација во која што е сега универзалната сала, која што како градба поради овие превземени активности представува објект кој што ја загрозува безбедноста не само на луѓето кои што работат тука, туку доколку и се продолжи на оној начин на кој што тие работеле ќе биде и ќе представува нарушување, односно опасност за безбедноста на сите граѓани кои што ќе ја користат, навистина е нешто за кое што овие луѓе треба барем ако ништо друго етичка и морална одговорност да се понесат, а понатаму се останат. Сведоци сме на половични решенија од претходното раководство. Сведоци сме на избрзање на проекти кои што сакале можеби да отпочнат да се реализираат за да демонстрираат пред избори дека нешто се прави, кога свесни сме дека ништо не се прави, а тоа што се прави е со квалитет кој што очигледно не ги задоволува нити потребите, нити интересот на граѓаните. Затоа ништо нема да застане. Овој проект ќе се спроведе во интерес на граѓаните, токму онака како што треба и како што доликува на Скопје, да имаме реконструирана универзална сала. Меѓутоа, тоа ќе биде со решение кое што ќе биде безбедно и сигурно за сите граѓани. Ви благодарам. Апсолутно одговорност треба да има затоа што доколку била направена претходно соодветна анализа, јас верувам дека најголемиот дел од недостатоците и од опасностите по безбедноста кои што се детектирани во овој момент, ние сега во овој момент немало да ги имаме. Сега сме доведени во ситуација каде што треба да решаваме проблеми, наместо да размислуваме за тоа како да се обезбеди финансиска конструкција за да се реализира внатрешноста на универзалната сала, за која што напоменувам при тоа дека нема ниту проект. Не постои никаква документација за реконструкција, односно за санирање на внатрешноста на универзалната сала. А средствата кои што се обезбедени за надворешноста не ги обезбедуваат доволно во обем, во онолка колку што е потребно за да целосно се реализира финално објект. Сега во овој момент, она кое што го очекуваме е службите да детектираат што е неопходно за да се обезбеди техничка документација. Во текот на следните 2 недели ќе имаме прецизни информации, меѓутоа она кое што е важно дека сите недостатоци кои што се утврдени од страна на институтот кој што е надлежен за оваа работа, дека е неопходно да бидат отстранети. Затоа што во спротивност, доколку Заводот за испитување на материјали, меѓутоа и сите останати институции кои што ги детектирале, вклучително и надзорот, недостатоците, тука ништо нема да се помести. Се работи на универзалната сала со намалена динамика само во оние сегменти каде што нема опасност по безбедноста не само на работниците, туку и каде што нема опасност за тоа дека ќе се продолжи во насока на тоа да имаме небезбеден објект. А се што доследно ќе биде донесено како решение во следните 2 недели, толку сметам дека кажаа кај нас секторот дека ќе треба време за да се обезбеди документацијата, ќе се бидете навремено известени. Меѓутоа, сметам дека да излезе некој кој што има основни непознавања за проблематикава и да пробува да кажува, да собира некакви политички поени, крајно е неуместно. Минимум што можела да направи е да се обрати во градот Скопје и да побара информации зошто раководството на нејзината партија кое што при тоа го довела градот и универзалната сала во оваа позиција, го направиле тоа. И ние тие информации ќе ги дадевме. Меѓутоа, да излезе некој да кажува дека некој политика спроведува преку универзалната сала, тоа е самиот тој кој што излегол да ја дава таа изјава. За надворешно тоа што кажат, обезбедени се финанси, но моментално е криза, нели ни се жалевте во односи на другите работи, дека многу тешко се исплаќаат. Како ќе се обезбеди за внатрешното да се... Универзалната сала е капитален објект. Вчера и министерката кажа дека ќе превземеле активности за да се овозможи универзалната сала како дел што е одраз на културата на градот Скопје да биде квалитетно спроведено како решение. И ние веруваме дека како капитален објект, како објект кој што треба да служи на културата, доколку владата овозможила да има средства за надворешното решение, ќе разговараме и ќе преговараме да видиме што е решението за внатрешниот дел. Меѓутоа ние сме сега во момент многу далеку од тоа.
затоа што прво надворешноста е во фаза во која што е, тоа некој довел да биде во ваква ситуација, а за внатрешноста воопшто нема нити анализи, нити проекти. Значи, далеку сме ние од размислување за конструкција за финансирање, затоа што некој отпочнал надворешно да работи, а за внатрешно не овозможил никакво решение. Сега треба да се прават анализите и сега треба всушност да се изготви проект, да се види што е она кое што ќе биде потребно и неопходно како финансиска конструкција за понатаму да се продолжи со универзалната сала. И ние тие проблеми ќе ги решаваме и ќе ги решиме. Меѓутоа нема да бидат неодговорно и нема да бидат со загрозување на животот, здравјето и безбедноста пред се на граѓаните и на луѓе кои што работат тука. За колку време би било? Почнала реконструкцијата на дворешноста со поголема динамика. И кога би се завршило? Се тоа ќе зависи од извештајот кој што е неопходно да се достави и техничката документација кој што треба да се достави, затоа што беа детектирани овие недоследности. Јас сметам дека избегната една навистина голема катастрофа и откако ќе биде доставена соодветна техничка документација која што ќе потврди дека се елиминираат недостатоците кои што ги имаме во овој момент, веднаш ќе продолжи и сега во овој момент реконструкцијата не е застаната. Таа работи со намалена динамика само во оној сегмент каде што нема опасност дека нешто може да се случи од аспект безбедност. Значи, стопирано не е ништо. Универзална сала продолжува да се реконструира, меѓутоа тоа мора да биде направено како што треба со почитување на сите правила, прописи и стандарди. Значи не може да се предвиди кога би било готово целосно. Со оглед на моменталното состојание, кажа, кога треба анализира. Анализа мора да се направи, затоа сме тука каде што сме, затоа што некој сакал да поентира пред избори и без анализа земал дониран проект, воопшто не гледајќи што содржи тој и на кој начин, дали воопшто ги опфаќа сите елементи кои што треба, без вие да изанализирате дека таму требаат 4 столбови, дека подлогата не е соодветна, дека не може да ги издржат арматурите тие сегменти кои што се планирани, затоа сме тука каде што сме. Датум нема за конечно завршено за сега. Да го прашаме претходното раководство што планирало. Значи, некој не довел во ситуација каде што упропастил една цела сала ради своите непромислени чекори кои што ги имале претходно. Дамтумот е веднаш штом се потврди техничката документација и дека тоа што значи продолжување на делот на реконструирање на ова кое што сега во овој момент е детектирано како нешто што ја загрозува безбедноста, веднаш ќе се пристапи и јас верувам дека во роковите кои што таму ќе се предвидат дека се ќе си биде завршено соодветно како што е планирано. Меѓутоа, пак да повторам по пети пат, без да биде во опасност доведено безбедноста на граѓаните и на луѓето кои што работат на универзалната сала. Ќе бидат кога ќе дојде редот за тоа. За увид јас велам, не сечавме ние никаква лента, нити презентиравме проект. Ние бевме да ги прегледаме условите кои што во моментот постојат на терен и да детектираме сето она кое што го имаме ставено во програмата, на кој начин треба да се имплементира. Верувам дека во следните денови ќе бидете детално информирани и во моментите кога ќе се отпочне со проектната документација, заедно со сите засегнати страни ќе ви известиме за начинот и текот на реализација на проектите.